Здраво, драги гледачи, и денеска ќе се дружиме со едно интересно издание на квизот Листа за 300, секако исто нашите надпреварувачи кои веќе подготвени чекаат во нашето студио. Домакините ви се веќе добро познати, но секако јас си ги најавам и ќе ги поканам да седнат во нивната надпреварувачка кабина. А тоа се Михаел и Марио. Повелете. Здраво, Марио. Здраво, Михаел. Како сте вече? Супер. Малку не е криво за последната емисија. Знам. Живи и здрави. Искрено и мене ми е криво. Беше чисто лапсус, да, помалку брзање, тоа е. Одма веднаш после тоа разговаравме, јасно ви беше и на едниот и на другиот. Дури зборевме кои останати се нели во таа група. За жал, ете малце брзоплето, нели, и се случи тоа што се случи. Затоа е квиз. Затоа е квиз, точно така. Пак ќе кажам, не исто како дома има шанса за поправен, нели, еј да бе, се збунив, терам пак е тука, за жал, имаме луѓе кои што пазат и не дозволуваат. А сега, за денеска подготвени? Подготвени. Нека не бе, како да кажам, нека не бе бутне разочарувањето, не бете да влегувате да спирилирате околу тој поем, значи баталете, заборавете го. Денеска е нова емисија, ново издание, нови теми, нови противници, како прв пат да сте дојдени. Имате нешто да додадете? Па не, подготвени. Тоа е тоа. Па да не ве деконцентрирам, знаете која е вашата кабина, слободно влезете. Поудобна. Поудобна, домакинската. Со клима ште? Да. Лажеме, не е со клима. А секако тука во нашето студио се и нивните противници, односно денешните предизвикувачи. Таа улога денес ќе припадна на Дарио и Златко. Повелете. Дарио, здраво. Златко, здраво. Здраво. Како сте? Може понаво малце да дојдете, така. Одлично. Добри сте? Пред колку време ми бевте во квиз? Има За нова година. за нова година, така некако ќе му дојде. Тога што направивме? Ништо, првата поминавме, втората не поминавме. Мандавме на актери. На актери, штета. Денес имате шанса за поправен, имате противници нас против вас, не им се плашете, покажете што знаете и да видиме до каде ќе стигнеме. Ајде на кратко чисто да ги подсетиме, да не подсетиш кој си, како си, од каде доаѓаш. Дарио Симоновски, јас сум студент на Финки, 3-та година, 21 година. Супер. Да ти ги имам годините. Јас, Златко Јовановски, од Трубарово, другари сме заедно, исто на Финки. Супер. Исто 21 година, брат? Исто. Проф, најубавите години. Ви љубоморам сега. Заедно имате помалце од мене, бе. Не за фалење, не знам зашто уопште го кажав ова. Кјути се варче. Дарио и Златко, ви посакувам многу среќа денеска, да не сакате да поздравите некој, нешто да додадете пред да започнеме. Да го поздравам мојот брат Давид Симоновски. Твојот брат Давид Симоновски, голем поздрав и од мене до Давид. Близнак? Да. Леле, браво. Еднојајчен или двојач? Два. Двојачен и зошто не го викна да дојде? Треба да дојде да го запознаеме. Ајде, ту некоја следна емисија. Следна, така. Супер. Договорено, а сега да не го трошам повеќе времето, почувате како предизвикувачи, ќе видиме до каде ќе стигнете. Повелете во предизвикувачката кабина. Михаел и Марио, односно Златко и Дарио, се во нивните надпреварувачки кабини. Сега да ги провериме дали работат како што треба. За таа цел ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините. Златко и Дарио, дали се слушаме? Да. Одлично. Све ви е познато, знаете ако имаме проблеми како да реагирате, но многу ми е важно. Ако нешто не ме разберете, не ви е јасно да ме прашате. Важи? Ете така. А сега да исклучиме нивната кабина за да провериме кабината на Михаел и Марио. Дали се слушаме? Да. Одлично, домакини, вас ви е све добро познато, нема што да се повторувам. Мислам дека може да почнеме. Може. Ви благодарам. Драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на кабините, правилата за понатаму како се движи целата игра ви се на сите добро познати, па нема што повеќе да ви должам. Започнуваме стандардно со првата лицитација, а темата за истата гласи. Машки имиња, во кои втората буква е буквата О.
Бараме машки имиња, кај кои втората буква е буквата О, како Оге. Имињата треба да се содржат во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија и може да бидат македонски, албански, турски, ромски, српски и друго. За да бидат признати во именикот на Државниот завод, името треба да го имаат најмалку 5 наши жители. А кој име да ви го дадам? За пример, да не ви излажам, да не ви направам белјата, не ми текнува ни едно име ко за белја со 2 О, за сега да го искористам, а машко не сакам да ви кажам, за да не ви дадам еден одговор плюс, но мислам дека ви е јасно. Бараме машки имиња во кои втората буква е буквата О. Сонја. Ете, ми текна, добре. Доколку баравме женски имиња, Сонја ќе беше точниот одговор. Среќен сум како нигде никаде ќе ми текне нешто. А веќе сум се откажал. Михаел и Марио, дали не е јасна темата? Јасно. Супер. Златко и Дарио, дали не е јасна темата? Јасно. Супер. Драги гледачи, знаете дека први започнуваат со надавање оние кои што се тековни предизвикувачи, а тоа денеска се Дарио и Златко. Па ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините, Златко и Дарио. Кога ќе имате понуда, да слушнеме. Едно. Еден. Започнуваме со 1. 5, 5. 6. 6. 7, 7. 8. 8. 10, 10. 17. 17. 18, 18. 19. 19. 20, 20. 22. 22. едно повеќе. 23. 24. 24. 25, 25. 26. 26. 27, 27. 28. 28. едно повеќе. 29. 30. 30. 31, 31. Нека одговараат. Да одговарате. Ајде. Михаел и Марио. 31 празно поле, не треба 31 машко име каде втората буква е буквата О. Ве гледам, ве слушав исто така, дека се договарате, зборувате се имињата, што значи не морам дополнително да ви објаснувам, на добар пат сте, па кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Значи само да е втората буква О. Да, Никако нема други ограничувања. Нема други Машки ограничувања, добро. да. Бојан. Има уствари друго ограничување, машко да е. Да. Како рековме? Бојан. Бојан. Така е, точен одговор. Борјан. Борјан. Така е. Борис. Борис. Се го поздравам братучет ми Борис во оваа прилика. Така е, точен одговор. Да го поздравам внук ми Богдан. Внукот на Марио Богдан, голем поздрав и од мене до него. Точен одговор. Бодан. Бодан. 89 Бодан во Македонија, точен одговор. Знам 5. И ја знам 3-4, да, не ми изненадува бројка. Поздрав до Борко Ристовски. Поздрав до министерот Борко Ристовски. Грешен одговор. Зеза. Борко е точен одговор. Чекај. Има така. Бе, ости. Не кажи го. Бе, ости. Чекај. Кажи го, има. Не, на Б има уште Бо. Борислав. Борислав. Има Борислав, точен одговор.
Војо. Војо. Така е, точен одговор. Војдан. Војдан. Така е. Горан. Горан. Така е. Гораст. Гораст. Сега со С, со З. Со ЗД. Со З, да. Гораст. Добро. Така е. Горијан. Горијан. Така е. Гоци. Гоце. Поздрав до тетин. Поздрави од мене до него. Така е. Јован. Јован. Еј, како не? 100%. Мојот покоен татко се викаше Јован. Точен одговор. Јовица. Јовица. Така е. Јордан. Јордан. Така е, точен Јордан одговор. Чо. Јордан Чо. Помалиот брат на Јордан. Да. Јордан Чо, точен одговор. Јоцо. Јоцо. Јоцо Пановски. Така. Точен одговор. Коста. Коста. Така е. Костадин. Костадин. Точен одговор. Константин. Константин. Те намести. Кажи го. Кажи го. Ја да те прашам тебе. Коле. Кој коле? Коле. Како му доаѓа? Коле 20 и втори точен одговор. Зоран. Зоран, брат му на Горан. Така е, точен одговор. Не бе, такви. Како не? Не, слушай бе, како не? Не. Дороти, како не? Нема такви, не. Не. Дуга. Не бе, како? Ѓорги. Ѓорги. Така е. Да, Ѓоко. Ѓоко. Така е. Тодор. Тодор. Така е. Томи. Томи. Поздрав до Томи, другари ми у Канада. Се надам дека гледаат листа за 300 таму. Добар вечер во крсто збори Томе. Така е. Томислав. Томислав. Оу, уште малце ни остана. Јас се загледав тука, па уште две момци. Томче. Томче. Така е, и кој ќе биде последниот? Новица. Новица. Новица за 31 одговор. Но, сега, драги гледачи, да видиме дали е точен одговорот или не. Новица.
До сега сме имали ситуации, некои име да го слушаме редовно, но на крајот да се испостави дека нема доволно луѓе за да биде впишан во Државниот завод за статистика. Новица. Не е таков случај, ги има повеќе од 500. 31 точен одговор за Михаел и Марио. Браво за Михаел и Марио. Добро одиграно. Искам да ви кажам, ќе можеме малце да лизнеме работата, доколку надава уште десетина да речеме, времето ќе почнеше да ве гази, но вака се излезе како што треба и честитки за првиот освоен поен. Златко и Дарио, добро одиграно, пак ќе кажам, но тоа не можеме никој да го знае, нели дури не почне работата, можеби да имаше ето уште десетина, ќе ги фатевме на кондиција, односно времето ќе ги изгазеше. Вака не останува ништо друго, сега самите да се бориме, да го изедначиме резултатот и потоа на пенали да бараме пресврт. Посакувам многу среќа, не се разочарувајте и само храбро во продолжение. А машки имиња, во кој втората буква е буквата О. Богатин, Боголюб, Богомир, потоа Богослав, Божидар, Божин, Божо, Боривоје, Зорко, Јоаким, Јово, Јосип, Јосиф, Коста, Мојсий, Новак, Фоте и така натаму. А сега, драги гледачи, знаете дека е време за втората лицитација, односно второто надавање. И на едните и на другите многу им зависи од истото, па затоа да не ги деконцентрирам и да не им го трошам времето залудно. Темата за втората лицитација гласи: хемиски елементи со буквата С или Т во името. Извор ИУПАК, Интернационалната унија за хемиски истражувања. Бараме имиња на елементи од периодниот систем во чиј назив во наша транскрипција се содржи или буквата С или буквата Т. Според последните податоци, признати елементи има 118, од кои точни одговори има повеќе од 45, но помалку од 50. Михаел и Марио, дали ни е јасна темата? Јасно. Одлично, Златко и Дарио, дали ни е јасна темата? Да. Супер. Знаете, драги гледачи, дека при второто надавање први започнуваат да надаваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. За жал, во таква ситуација моментално се наоѓаат Дарио и Златко. Што значи? Треба да исклучиме кабината на домакините, а Златко и Дарио, кога ќе имате понуда, кажете ни ја. 3. Започнуваме со 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. Ај нека одговараат. Да одговараат. Ајде, Златко и Дарио. Сега се картите во ваши раце. Ајде да видиме како што реков. Бараме хемиски елементи кои што во своето име, во наша транскрипција, содржат буквата С или пак буквата Т. Како што реков, сега можам и да кажам, реков претходно дека се повеќе од 45, помалку од 50, но севкупно се 49 такви хемиски елементи. Од вкупно 118 колку што има во периодниот систем. Кога ќе бидете подготвени, започнете. С или Т, така? Да, С или Т. Или двете нормално, може. Силициум. Силициум. Така е. Арсен. Арсен. Така е. Сулфур. Сулфур. Точен одговор.
Фосфор. Фосфор. Така е. Ксенон. Ксенон. Така е. Натриум. Натриум. Точен одговор. Кислород. Кислород. И тоа е точен одговор. Платина. Платина. Така е. Айнштајниум. Айнштајниум. Така е. Тантал. Тантал. Така е. Литиум. Литиум. Точен одговор. Злато. Злато. Точен одговор. Сребро. Сребро. Сребро, 13-ти. Точен одговор за Златко и Дарио. Титаниум. Титаниум. Така е. Ке морам да почнам да бројам. 10, 9, 8, Титан. 7. Титан. Исто е титан и титаниум, еве нема да ви го земам за зло, ќе ви дадам шанса, па ќе почнам од 10 да бројам, ќе ви дадам шанса за одговор. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Плутониум. 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 Така е, ресетиран часовникот, уште две имаме. 10, 9, 8, 7. Нептуниум. Нептуниум. И Нептуниум е точен одговор. Ни останува уште еден, момци, мислете, не сакам да времето да ве згази. Не се толку бе. 10, да, уште едно има. Мислете. 10, 9, 8, 7, 7, 6, 5, 4. Поспоро това не можам да бројам. 3, 2, 1. Дали имаме одговор, Златко и Дарио? Дарио, содиум. Ајде да видиме. Искрено, не сакам да ми се љутат ни Михил и Марио, навивам за вас да е точен одговор, зашто сакам на пенали да играме. Извинете вака. Ама сега да видиме. Вака. Убаво мислите, но содиум е англиското име за натриум. Да, а натриум веќе нели го кажавме, за жал
Леле, Златко и Дарио, немате појма колку ми е криво, тешко и незгодно, не можам ни во очи да ве погледнам, зашто на последниот одговор јас ви го земав поенот. Како да кажам, мене ми паѓа товарот да бројам и да ве елиминирам во вакви ситуации. Искрено никогаш не уживам во овој дел од квизот. Многу ми е криво, но се надевам дека ќе биде како еден вид поттик за да дојдете уште еднаш и да оправиме оваа работа. Сега бевте буквално на чекор до изедначување, можеби до пресврт на резултатот, но многу ми е жал, времето не сгаси. Тоа што не го направивме нели во првата лицитација за нашите противници. Златко и Дарио, како и секогаш, чест и задоволство ми е да се дружам со вас, но разочаран сум од тоа како нели завршија работите, разочаран од себе. Но пак ќе кажам, се надевам дека повторно ќе се видиме и повторно ќе се дружиме. До тогаш, за жал, морам да ви кажам чао. А Михаел и Марио, добре се извадивте, овој пат времето нив ги згази, на кондиција ги фативте. Ете, искрено криво ми е, затоа што многу ми е незгодно на било кој да му земам поен на последен одговор. Но среќата си е ваша, поенот си е ваш, сосема заслужено, вие не мора да се чувствувате ниту глупаво како мене, ниту да ви биде незгодно, можете слободно да си ја прославите победата и да се договорите како денеска ќе пробате да ми земете повеќе пари за да не направиме кикс како во минатото издание на нашиот квиз. А уште некој хемиски елемент, па да се селиме тука на главната сцена. Тука ги имаме азот, ајнштајниум, кажавме, потоа актиниум, антимон, астат, бизмут, потоа итриум, кобалт, криптон, литиум, не знам дали кажавме, не е важно, московиум, потоа оганесон, осмиум, прометиум, рутениум, селен, ајде да најдам некој што сите го знаеме, талиум кажавме. Епа толку. се жалам, како што реков, ги има 49 хемиски елементи кои што ја содржат или пак буквата С, или пак буквата Т, или пак двете одеднаш, но сега искрено во интерес на времето и забавата, нема сите да ги прочитам, можете да се изгуглате лесно да ги дознаете. А сега, драги гледачи, време е да дознаеме во денешното издание на Листа за 300 што ќе направат Михаел и Марио, дали повторно ќе заминат без парична награда или пак овој пат ќе стигнат и до максималната парична сума. Останува да видиме, затоа останете со нас, се враќаме веднаш по рекламите. Михаел и Марио ми се придружија по трет пат тука на главната сцена. За жал, два пати имавме неславно или еднаш. Првиот пат 100 евра. 100 евра, да. Да, вториот 0. Вториот 0, денеска трет пат, тука 50-50 имаме учинок. Ајде денеска да го поправиме и да одиме што повисоко можеме. Кажете ми, како стоиме со спортот? Дали следиме спорт, кој спорт ни е најомилен? Темата е веќе зададена, можете слободно да зборите. Па следиме за фудбал, ракомет, кошарка, поактуелниот спортови. Фудбал следите е битно, така? Да. Светско, европско, такви работи? Да. Да, одлично. Пред да ви ја кажам темата и да почнете да размислувате и да ми ги зимате парите, да се подсетиме како стојат работите со нашата листа, која е составена од 15 празни полиња. За ваши 3 точни одговори ви следуваат 50 евра. За ваши 6 точни, чекај. Ете го, проработе. За ваши 6 точни одговори ви следуваат 100 евра, за 9 150, за 12 200 евра и за 15 си заменувате од нашето студио со парична награда од 300 евра. Мислевте дека не ми работат прстите. А темата денеска за вас, а и за вас, драги гледачи, на кој што го тестираме нашето знаење е најдобро рангираните фудбалски репрезентации на FIFA ранг листата. Бараме имиња на фудбалски репрезентации кои според последната ранг листа на FIFA од 15 април оваа година се наоѓаат на првите 30 места на листата. Дали ни е јасно? Да. Се ни е јасно, ги бараме ние најуспешните 30 фудбалски репрезентации. Кога ќе бидете подготвени, слободно почнете. Освои светско. Чекай, не. Аргентина, Англија не е толку обиден така расол, нели? Англија се Англија репрезентација. Да, значи, идеме со Аргентина, Англија, не. И Шпанија. Ајде. Аргентина. Аргентина, Актуелните прваци. така и први се на оваа листа, се наоѓаат на првото место. Точен одговор. Англија, Англија се наоѓа на 4-та позиција на FIFA ранг листата. Од најуспешните нели репрезентации е точен одговор. и Шпанија. И Шпанија едно место пред Англија на 3-та позиција.
И трет точен одговор за вас двајцата и честитки за првите 50 евра. Што правиме за понатаму? Белгија до пред нека година беа втори, тоа сум 100% сигурен. Франција, А мајка година со Франција, Франција, Германија, изјавам, Франција, Германија и Холандија. не бе чекај нека посигурно. Португалија може. Ајде, може. Ајде Франција. Франција. Првите 30 не бе. Така е точен одговор и се наоѓа на второто место на оваа ранг листа. Португалија Португалија, освоја европско пред нека година. така, се наоѓаат на седмото место. Чекај, која кажавме друга? Франција, Португалија и која кажавме? Белгија, Белгија, Германија. 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 Што изгуби од Саудиска Аравија на светското. Германија паднале на 10-то место, но точен одговор. Значи си добивте 100 евра, сега се договараме да одиме понатаму или? Да, фактично Супер. географски. Бразил 100%. Извини. Бразил, Холандија и Белгија. Кога иде? И на бубачка сит. Ајде да одиме со Белгија. Белгија. Белгија се наоѓа на 8-то место на Беа FIFA втори. листата. Беа втори, што А збориш? нема ја не- ништо освоен. Така, браво, па како, а ние на кој сме? Сега стои некој. Па, се качевме до 60. Да, се качивме до Негде, знам дека до да, се, да, само сега ме интересира дали сме Добро почна сега, па ќе ќе видиме. видиме, да. Не, е важно да се вратиме на ова. Тука кој е вашиот осми одговор? Холандија. Холандија. Холандија Вирџин Ван Дайк. на 6-то место на FIFA ранг листа, точен одговор и за 150 евра кој ќе биде? Бразил. Бразил. Бразил на 5-та позиција. На сигурна карта играте. Мора. Чекај, не тие, стој. Бразил, 9-ти точен одговор и 150 евра се во ваши раце, но се уште не се во джеп. Така е. Дали ќе одиме понатаму? Сега ќе видиме. Нема проблем. Хрватска мора. Не знам, не сум сигурен за Хрватска. Игра финале со Англија. Добро. Ама е вака да географски да фатиме. Уругвај треба да е. Добро. Дај таму кажете земји поред да ги вртиме. Италија. Италија 100%. Италија мора да е. Италија. Уругвај треба да е со Суарес, со... Не знам. Кој е Андреј? Или да застанаме? Не бе кој да стане. Не знам уште. Ајде, два, кажете ги сигурни, ја еден ќе ве частам. Од мене. Ама два сигурни да бидете во тие два дека ќе ги кажете. Уругвај, како не е, бе, брат, играат таму тие Копа Америка. Ајде, Уругвај и Италија. Чекај, Италија чекај, дај фати од Азија некој. Нема, Азија не фудбал. Не. Вие Сенегал, Не. Тунис, Не. ти играат фудбал. Не. Камерун. Италија, Уругвај. И спомнавте и преска, една наша, Хрватска. наша, ве кажам, балканска земја. Ете, ајде, ќе одиме со Уругвај. Уругвај. Луис Суарес. Грешен одговор. се знам, не е тама за работа. Уругвај се наоѓа на 13-тото место на оваа листа и е 10-ти точен одговор за вас двајцата. Италија, Италија што редовно ги мачкаме на терен. на терен, а они упорно некаде пред нас, но сега па не можам да ги најдам на FIFA ранг листат. Оу, на 9-то. Ја па доле ги барав некаде. 9-то место за Италија, а 11-ти точен одговор за Михил и Марио. И Потоа, Хрватска со Златко Далич, мислам, беше селектор. Финален или игра со Англија. ќе ти верувам. Толку јас знам од фудбал. Пратам, Во ама Русија. искрено слабо стојам со имињата. Пратам такви светско-европско, вака немам ниту време да гледам, но како и да е. Хрватска е вашиот 12-ти точен одговор со што 200 евра се во ваши раце, сега уште да ги ставиме во джепче. Но имаме уште 3 до онаа максимална парична награда од 300 евра. Што ги правиме? Ќе ни биде Имаме и криво? доста да изгубиме. Ќе ни биде криво, пошто топ 30, така ли? Пази се, со 3 одговори можете и до 300 евра да стигнете, Може но до и нула. до нула, така е. Топ постоја ќе виш се Полска, Австрија и Мароко. Ама еве, чекај, уште еднаш картава да ја провртим. Чекај.
Мароко многу јако изигра. Знам. Дури може и Иран и некои такви зими. Не. 100%. Не. Јас само за Полска не сум многу сигурен, тоа искрено не знам. Австрија мора со овој Арнутовиќ. Знам, ама не сум сигурен, се те разбирам. Австрија. Јужна Америка бе некои други. Кога Фудбалски нации се. Колумбија, да е нека Колумбија, ти, ама не сум сигурен. Стекна ли? Не сум сигурен. Кили кај ти? Да живе. Да. Еквадор. Која друга кажавме од Европскија? Австрија. Еквадор, Австрија. И ти кажи преска збори за една и се ја забораваш. Еквадор, Австрија, Австрија и бе, Австралија. Не знам. Стварно не знам. Еквадор, Австрија и овие Велс. Тие се камења кои играш Инките футбол. Не, шесто што примивме гол. Еквадор, Австрија и И кажа ти некој тим дека добро котирале на последни нешто добро играле. Мароко. Ајде одиме со Австрија. Австрија. Чекај, нели рековте Австралија? Не, Австрија. Австралија не се лоши, мислам. Со жолтите дресови. Австрија... Чекај, немој, на 32-ро. Не, на 22-ро. Море. Точен одговор, веќе. Ви остануваат уште две. Кои ќе бидат? Еквадор. Еквадор, голем поздрав. Боревме Кили со Михел Да, за филмот Тетовирање. за тетовирање остана, би му остана улогата култна таму, за секогаш ќе му биде запаметена. Голем поздрав на него доколку не гледа. Еквадор е 14 точен одговор, а тие се наоѓаат на 24-та позиција на оваа листа. И кој ќе биде последниот? Тоа е како тенис ранг листата. Значи имаш поени, играш добро едно друго, па се пееш. Мароко изигра сигурно јако. Значи гарант. Не знам. Ај Мароко нека биде, па ако гориме, ако не ќе одиме во кафана. Мароко, Мора да има некој од Африка, овие Сенегал, Камерун. Мексико, можев ти Соединетите Американски држави се тука, ги спомнав ти Велс. И тие се на оваа листа. Но на 12-та позиција на оваа ранг листа исто така се наоѓа Мароко по одлично одиграното светско првенство. Што значи 15-ти точен одговор за Михел и Марио и честитки за освоени 300 евра. Со здравје да си ги трошите. здравје, А секако мене што ми е оно уште поважно, обезбедив учество во следното издание на нашиот квиз, што значи наредното издание на листа за 300. Повторно ќе се дружиме и повторно ќе имате шанса да освоите парична награда. Тука некаде дојдовме до крајот, драги гледачи, но пред да ве поздравам и да се одјавам, да прочитам уште неколку од оние звучни имиња на оваа FIFA ранг листа, впрочем и сите се звучни. Тука ги имаме Австралија, Велс, потоа Данска, Иран, Јапонија, Јужна Кореја, Колумбија, Мексико, Соединетите Американски држави, Сенегал, Турција, Украина, Унгарија, Холандија кажавме, Швајцарија и Шведска. Од скандинавските кои што ги спомнавме, покрај Данска, нели? Со ова, драги гледачи, кога завршуваме денешното издание на листа за 300, јас сум малце возбуден затоа што неколку изданија веќе никој не ми ја земал оваа максимална сума. Убаво издание денеска на листа за 300 со убава максимална парична награда освоена на самиот крај од нашите надпреварувачи Марио и Михаел. Што значи можам со чиста совест да се одјавам, да ви посакам да имате прекрасен остаток од денот, да останете со програмата на телевизија Сител и никако немојте да заборавите, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!